Апостолски дела, 12 глава. Во тоа време цар Ирод стави рака на некој од црквата и почна да ги змачува. Со меч го уби Јаков, брат од Јованов. А кога виде дека тој им се допаѓа на јудејците, го фати Петар. Тоа беше за време на бесквасници. Него, кога го фати, го фрли в затвор, предавајќи го на 4 групи по 4 војници да го пазат. Неговата намера беше веднаш по Паската да го изведе пред народот. И така, додека Петар го пазеа во затворот, црквата непрестано му се молеше на Бога за него. Ноќта спротив денот, кога Ирод сакаше да го изведе, Петар спиеше меѓу двајца војници, окован во 2 пара сенџири, а стражарите пред портата го чуваа затворот. И ете, ангел Господов застана и светлина блесна во затворот. Ангелот го потчукна Петар по ребрата и го разбуди, па му рече: "Стани, брзо!" И оковите му падна од рацете негови. Тогаш ангелот му рече: "Препашај се и обуј си ги чевлите." Така и направи. И пак му рече: "Облечи ги алиштата своји и врви по мене." Излезе и тргна по него, а не знаеше дека тоа што го направи ангелот е вистина, туку си мислеше дека гледа привид. Откако ја изминаа првата и втората стража, дојдоа до железната порта, што водеше кон градот, а таа им се отвори сама. Тие излегоа и преминаа преку една улица и во тој час ангелот го снема. Тогаш Петар, откако дојде на себе, си рече: "Сега знам дека навистина Господ го прати својот ангел да ме избави од рацете и родови и од се што очекуваше јудејскиот народ." Сваќајќи го тоа, тој дојде до куќата на Марија, мајката на Јован, наречен Марко, каде што беа собрани многумина на молитва. А кога Петар затрупа на портата, слугинката по име Рода приде да наслушнува. И штом го позна гласот на Петар, та од радост не отвори портата, туку се втрча и јави дека Петар стои пред портата. А тие и рекоа: "Луда ли си ти?" Но таа потврдуваше дека тоа е така, а тие велеа: "Тоа е сигурно неговиот ангел." Петар пак постојано чукаше, а кога му отворија, го видоа и се зачудија многу. Тој мавна со раката да молчат, а потоа им раскажа како Господ го извел од затворот и рече: "Соопштете му за ова на Јаков и на браќата." Потоа излезе и отиде на друго место. Утредента меѓу војниците настана голема вознемиреност поради тоа што се случило со Петар. А Ирод, кој испрати потера по него, но не успеа да го пронајде, откако ги испита стражарите, заповеда да ги погубат. Потоа тој слезе од Јудеја во Кесарија и таму се задржа. Ирод беше гневен на тирците и сидонците, но тие, бидејќи нивните земји добиваа храна од неговото царство, се договорија и дојдоа кај него еднодушни. И откако го придобија на своја страна власта, царевиот Собар побараа мир. Во договорениот ден Ирод, облечен во царска облека, седна на престолот и одржа говор пред народот. А народот воскликнуваше: "Ова е глас Божи, а не човечки." Но ненадејно во истиот миг ангел Господов силно го удри, зашто не му воздаде слава на Бога. И, изеден од црви, тој умре. А Словото Божјо се повеќе растеше и се распространуваше. Варнава и Савле, откако го исполнија задолжението, од Ерусалим се вратија во Антиохија, откаде што го зедоа со себе Јован, наречен Марко.